почитувани семинаристки, еве доаѓаме до крајот на нашиот курс по литература во рамките на втората зимска школа, курсот во кој што сиот фокус, сето внимание беше посветено на творештвото на Горан Стефановски. Морам да истакнам дека навистина ми е драго што прочитавме и исчитавме многу. Фрагменти од драмата Чернодрински се враќа дома, неговите конзервирани импресии, и се запознавме со неговото есеистичко творештво, пред се преку есеот беседа за нашата приказна, меѓутоа во делот часовите успешно воспоставивме и синтези меѓу овој есеј и особеностите на неговото есеистичко творештво воопшто, имајќи го предвид неговиот последен објавен, напишан и објавен есеј, инаку објавен посхумно, кој што го имавме предвид во рамките на часовите. Драго ми е што го избравте овој курс и што кај голем дел од вас Горан Стефановски во еден дел ви беше познат, особено преку неговото драмско творештво. Но сепак целта на курсот беше и да дадеме една дополнителна вредност, информации, сознанија, читање и исчитување кои што за сите нас, вклучително и за мене, ќе ни отворат нови можности и перспективи на толкување, вреднување и интерпретација на творештвото на Горан Стефановски. Затоа и оваа завршница на курсот ја посветуваме на два сегменти, а тоа е би сакал од вас да ги споделите, да ги споделиме заеднички вашите импресии, вашите видувања, како го читавте, исчитувавте Горан, како го доживувавте творечкиот профил на Горан Стефановски пред втората зимска школа, а како сега во завршницата на школата. Тука би сакал и да се заблагодарам за присуството на професорката Весна Мојсоевич-Пишовска, директорката на семинарот, која што и заеднички ја поканивме, не во функција на директор на семинарот, туку имајќи го предвид нејзиниот влог и годините минати токму со овој курс по литература, за да ни се придружи и да може на некој начин заеднички да ги споделиме впечатоците од годинешното издание на курсот во рамките на втората зимска школа. Ајде, како го доживуваме Горан, го доживувавме и како го доживуваме и интерпретираме Горан сега. Најпрво би ја поканил професор доктор Валентина Седевчева од Бугарија. Валентина, повелете. Хвала. Почитувани драги колеги, за мене беше вистинско задоволство да бидам дел од литературната секција во втората зимска школа, каде што научих многу, каде што се забавував многу и каде што мислам дека најдов и нови пријатели во цела Европа. Така да секогаш тие средби со различни луѓе од различни култури, од различни јазици се многу важни и многу корисни и за нашиот емоционален живот, но и за понататъчната наша работа. И аз верувам дека ќе имаме уште многу средби и ќе можеме да работиме и некои заеднички проекти. Така да за мене таа школа беше нешто многу корисно и благодарам специјално на професорката Весна Мојсова поканата да бидем учесник во литературната секција. А инаку моите впечатоци за Горан Стефановски можем да ги кажем како една многу кратка импресија во неговиот исказ. Пре зимската школа Горан Стефановски за мене беше драматург. После зимската школа Горан Стефановски за мен е есеист и импресионист. А 6 вече денови ние коментиравме зашто. Зошто е токму така.
Така да, неке повеќе да говорам, затоа туку ќе прочитам изабраните од мене текстови, кои што ги преведов, и имаме една кратка импресија за нашиот курс. Еве. Прво ќе прочитам преведените импресии. Прва импресија. Веројатно все още съм много млад, щом в немите среднощни часове ми се явява необяснимото силно желание да стана от леглото и да тичам. Дълго да тичам по заспалите влажни улици. Следващата, другата импресия е 96-та. Всички се правим на маратонци, но всеки в стомаха си знае колко може да побяга, докъде му е дадено да стигне. И имам още една импресия само. Да, и 93-та. Трудно е да се говори с други хора, които от някъде са придобили погрешното убеждение, че сме умни и сериозни. Начинът, по който ни гледат и слушат, ни създава непреодолимо желание да се направим пред тях напълни идиоти. И сега моята импресия 102. Цела недела търчам, ама не ни заспаните влажни улици, туку ни стазите от текстовите на Горан Стефановски. Не търчам сама. Аз съм дел от литературниот тим на втората зимска школа. Търчиме заедно Кристина, Мария, Ана Мария, Зофия, Соня, Намита и аз, Валентина. Пред нас търчи лекторът Иван Антоновски. Повременно застанува да не почека и таман да го стигнеме, той пак го забързува темпото. Имаме и гледач. Едногодишният син на Зофия, Войтек. Критичен гледач. Кога много се затърчиме, Войтек веднъж почнува да плаче. Се научихме да бидеме по-внимателни, а Войтек веќе не плаче. Се гледам по камерата, како во огледало. Гледам ги и другите на екранот и се прашам, што ли мисли малиот гледач за нас? Може би, тие се како маратонци, кои се надпреваруваат со времето и постојано велат дека времето ги гаси. Личат на комплетни идиоти, кои мислат дека зборуват македонски. Ама јас ги слушам и чешките, и грчките, унгарските, полските, словенечките и бугарските зборови. Трчат и во истото време зборуваат. Не знаат што е мол, што е тишина. Тренерот не им дозволува здив да земат, зашто стазата е много долга, а времето ги гаси. Соградија цела кула од своите зборови. Таа не е вавилонската. Оди право во небото и никој не ја уништува. Гледам, низ нея Стефановски се враќа дома. Тоа беше мојата импресија за нашиот курс. Големо благодарам од мене, навистина никогаш по ваква импресија не се потребни многу зборови. Она што мене ми е драго што навистина Горан Стефановски во разни форми преку други жанрови и преку вашите преводи продолжува да живее и во други култури и се надевам дека завршницата на втората зимска школа е само еден нов почеток, а тој нов почеток дека ќе биде означен од нови предизвици поврзани со творештвото на Горан во контекстот на другите култури, односно културите од кои што вие доаѓате. Валентина, ви благодарам и
Ja поканувам професориката Намита Собиото од Љубљана, која што овој пат во завршницата, бидејќи премалку се исклучи, тука е значи, како еден од двајцата двете учеснички од Словенија, втората учесничка е Сонја Должан, која што навистина беше активна во сите изминати денови, мораше од оправдани причини да се исклучи во завршницата на денешната средба, ама Намита се надевам дека кај вас се и преводите на Сонја, затоа што знаеме колку се вложивте во сите овие денови, не само во читањето, туку и читувањето на творештото на Горан. Најпрво, нели, кој беше Горан за вас пред, а кој е сега по втората зимска школа, а потоа убаво е да го слушнеме Горан и на словенечки. Благодарам. И јас го познавав Горан Стефановски пред оваа зимска школа како драмски писател. Значи, неколку драми, го запознав и во живо, имав таа среќа. Го познавам и како лауреат на меѓународниот литературен фестивал Виленица во Словенија од 2007 година и толку. А по оваа школа, мислам дека дури сега навистина го познавам Горан Стефановски. Целата недела, како што ви ќе кажа многу убаво, литературно дури, Валентина, го откривавме како кромит, да му дојдеме до сршта. Дали успеавме, дали не, одговор е и да, и не. Ме восхити идејата, а и самата реализација, значи овој голем драмски писател да го откриваме преку неговите есеи, затоа што го има и таму. Значи таму се раѓа големиот писател, и есеист, и драматург, и човек Горан Стефановски, и мислам дека тоа е многу добра идеја. Одлично подготвена, одлично подготвени материјали, и нашиот водич низ лавиринтите на овој хаос од животот и драмите на Горан Стефановски, значи безбедно низ ова не водеше Иван Антоновски, и јас би сакала да му честитам на ова место. Ке прочитам сега и дел од преводите. Значи, одбравме со Сонја 4 импресии, првите 2 се во незиниот превод, а останатите 2 се во мојот. Значи, да го слушнеме Горан Стефановски на словенечки. 22-та импресија. Прав тистега прелепега метулчка, ki smo ga zjutraj občudovali na izletu na polju, zvečer hladnokrvno ubijemo, ker je priletel v sobo in se zaletava v stene, nas straši in nam ne da spati. Tako je tudi prav. 32. Naprimer, nocoj sem ploskal ne zato, ker bi mi bila predstava posebej všeč, temveč zato, ker sem hotel, da bi bilo igralcem lepo. Prva. Najbrž sem še vedno zelo mlad, če me ob nemih nočnih urah pograbi nerazložljivo močna želja, da vstanem iz postelje in tečem, dolgo tečem po spečih, vlažnih ulicah. 101. Okrog mene izdaje in umori, požigi, poboji in revščina, trpljenje in smrt, nepravičnost in norost in samomori. Jaz mirno sedim in molčim in pišem konzervirane impresije. Mnogo vi благодарам, što можев да бидам дел од ова прекрасна зимска активност. Благодариме на Мита и за сиот влог, што сите вие семинаристите го дадовте во овие 6 дена, затоа што навистина исчитавме многу, меѓутоа сето тоа исчитување немаше да се оствари без вашиот влог и без вашата желба да го запознаете Горан Стефановски и во едно
поинакво светло од она што сте го знаеле до почетокот на оваа втора зимска школа. И навистина ни е драго, како што споменавте, успеавме да представиме еден друг сегмент, за вас помалку познат сегмент на творечкиот профил на Горан. И се надевам дека Горан навистина и преку ваквите преводи, кои бидејќи тој веќе е присутен со дел од импресиите во Словенија, меѓутоа дека сега со овие преводи ќе се отвори една нова страница на присуството на неговото творештво и во словенечката култура. Ја поканувам и Марија Думба, професорката Марија Думба од Грција, која што исто така беше дел од овој курс, накусо да ни се обрати со своите читања и читувања за Горан преди по втората зимска школа, и убаво е да го слушнеме Горан Стефановски на грчки јазик. Многу ви благодарам. Многу стрекна бев што бев дел од ова група на литература. Κονσερβοποιημένες εντυπώσεις του Γκόραν Στεφάνοφσκι. 101η εντύπωση. Γύρω μου προδοσίες και δολοφονίες, εμπρισμοί, σφαγές και φτώχεια, ταλαιπωρία και θάνατος, αδικίες και παραφροσύνη και αυτοκτονίες. Εγώ ατάραχα κάθομαι, σιωπώ και γράφω κονσερβοποιημένες εντυπώσεις. Τρίτη εντύπωση. Πριν μερικές μέρες, ποιος ξέρει πόσο καιρό μετά, πέρασα ξανά από το παλιό καλό γυμνάσιο για να συναντηθώ με έναν από τους κλητήρες, με τον οποίο πίστευα ότι με έδαιναν όμορφες αναμνήσεις. Απόρρισα όταν ακόμη με την είσοδό μου, χωρίς να με χαιρετήσει, μου είπε ότι μοιάζω με άνθρωπο του δάσους. 96η εντύπωση. Όλοι κάνουμε πως είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Μα ο καθένας στο στομάχι του ξέρει ακριβώς πόσο μπορεί να τρέξει μέχρι που το έχει δοθεί να φτάσει. 31η εντύπωση. Όταν με δέος μπαίνουμε σε μοναστήρι που ανέμελα επέζησε των αιώνων του και πιθανώς θα μας ξεπεράσει και μας, νιώθουμε ότι δεν κάνουμε αρκετά για να δικαιολογήσουμε την ύπαρξή μας. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, αλλά ξέρουμε ότι αυτό επιβάλλεται να το κάνουμε με κάθε κόστος και, κατά προτίμηση, όσο το δυνατόν συντομότερα. Ви благодарам. Ви благодариме, Марија, и ние вам, и навистина ни е драго што преку овие импресии во една поинаква форма и во поразлично издание од оно што досега бил представен Горан Стефановски, веќе влегува во еден друга форма на присуство во грчката култура, представувајќи го ете преку неговите представените преку неговите конзервирани импресии. Кристина Дувкова доаѓа од Чешката република. Кристина, ве повикувам да ни се обратите и вие. Во текот на сите овие изминати денови немавме ваква формална снелина одделно најавување, меѓутоа сега за да одиме по некој распоред. Драго ми е што бевте вклучени во таа интерактивна комуникација и во интерактивните часови кои што ги имавме. Меѓутоа, еве, кој е за Кристина Дувкова Горан Стефановски пред и по втората зимска школа и како Горан Стефановски звучи на чешки? Благодарам многу. Јас многу ви благодарам дека можев да бидам дел од групата, дека можев да бидам со вас тука. И благодарам дека можев да се подсетам на, мислам, полузаборавени литератски термини, да се подсетам колку прекрасно е да се чита и да се исчитува и да се подсетам на убавината на споделување на мисли.
И сега сакам да читам, да ги прочитам своите преводи, ако може. Имам 3, но се многу куси. Првото е прва импресија на чешки. Snad jsem ještě příliš mladý, že v těch němých půlnočních hodinách dostávám nevysvětlitelně silnou touhu vstát z postele a běžet. Běžet dlouho těmi ospalými, vlažnými ulicemi. Втората ми е 89. Zezadu vypadá dokonale. Chůze, šaty, stavba těla, vše perfektní. Zrychlím, obejmuji a hledám chybu. Má trochu křivý nos, naštěstí. K čemu dokonalost? I moja treta izbrana je 68. Sportovci alespoň znají přesný start a cíl. I сега би сакала да споделам со вас своето пред и по, пред зимската школа и по зимската школа, пред знаењето на Горан Стефановски и по, па мислам, никојаш не е по знаењето, но сепак, пред и по. Пред и по зимската школа. Пред и по зимската школа, тоа може да кажам, да. Значи, се извинувам за грешки. Ама сега ќе гледате текстот пред и по. Текстовите просто се читаат. Драмите просто се гледаат. Просто се внимава што се раскажува. Се додека не се покаже дека се ги сменивме местата, времињата, домовите, приказните, очите, наративите. Адресант и адресат. Човек и човек. Благодарам. Благодариме, Кристина, и навистина ми е драго што оваа зимска школа навистина доведе до не само до читање и читување на творештото на Горан, туку и до лични креативни проблеснувања кои што се надевам дека ќе не воведат во уште покреативни заложби и по втората зимска школа, и тука ќе бидеме едни за други за да може да разменуваме материјали како и досега и да бидеме инспирација во секој од нас за другите во процесот на читање и читување. Веќе доаѓаме во уште неколку мина учесници од групата. Зофија Дембовска од Полска. Зофија, вие сте лингвист, меѓутоа многу ни е драго што иако лингвистиката во прв ред на вашиот предмет на вашиот интерес, ама со толкава посветеност бевте и во претходни години, меѓутоа и сега дел од курсот по литература. Затоа, Зофија, како вие го читавте, како сега го читате Горан Стефановски пред и по зимската школа и како звучи Горан Стефановски на полски? Да, благодарам. Јас пред се сакам да кажам дека голема чест ми е дека можев да учествувам во зимската школа. Значи и благодарам на професор доктор Весна Мојсова-Чебишевска, на сите организатори, сите лектори. И благодарам дека ме примивте во групата по литература, затоа што, како што рековте, јас сум лингвист. И како го читав Горан Стефановски пред и по. Всушност, пред учествувањето на втората зимска школа на македонскиот јазик, литература и култура, воопшто не го познавав творештвото на Горан Стефановски. Значи, тоа што го знаев за Горан Стефановски беше само неговото име, насловот на неговата драма Диво месо и фактот дека тој се прислужи на македонската драма и ја донесе на светските театарски сцени, ама ништо друго. А во текот на курсот ги читавме и ги исчитувавме различните дела на Горан Стефановски, не само драми, ама и есеи, и кратки есеи. И благодарење на лекторот, магистер Иван Антоновски,
и на заедничките дискусии, во кои ги споделувавме нашето мислење за делата за творештвото на Горан Стефановски, можев да се запознам не само со буквалната содржина на делата, но и да ги разберам подлабоко. Значи, секој од учесниците внесе нешто ново во дискусијата и ми отвори нови димензии на разбирањето на текстовите. Сигурно не би била способна да го направам сето тоа без вас. Мене лично, особено, ми се допаѓа дека Горан Стефановски во своите текстови знае точно и прецизно да задржи тие ситни моменти од животот на кои што ние воопшто нема да помислиме, не обрнуваме внимание секој ден. А во моментот кога ги читам неговите забелешки на тие моменти од тој тип, си помислувам дека да, баш точно, неверојатно дека никогаш порано не сум ни помислила на тоа. Значи, знае да изненади, знае да восхитува и ви благодарам на тоа што можев да го дознам тука. И треба да кажам дека чувствувам дека тоа е почетокот на мојата авантура со Горан Стефановски. Имам желба да читам повеќе, имам намера да читам повеќе и се надевам дека веројатно ќе преведам и повеќе, барем од импресиите. Ама за сега имам преведено 2 импресии. Само да ги отворам. Првата е импресијата број 12. Импресија 12. Nie jesteście pewni, czy naprawdę chcecie kupić to, po co weszliście do sklepu. Wewnątrz siebie zaklinacie sprzedawczynię, aby odmówiła obsłużenia was, aby was ostrzegła, że na darmo stracicie tyle pieniędzy. Ona jednak złośliwie się uśmiecha i najwyraźniej uważa was za dobrego klienta. I втората импресијата број 3. Impresja 3. Kilka dni temu, kto wie po jak długim czasie, wstąpiłem znów do starego, dobrego liceum, żeby zobaczyć się z jednym z portierów, z którym, jak wierzyłem, łączą mnie dobre wspomnienia. Zdziwiłem się, gdy już na wejściu, bez powitania, powiedział mi, że wyglądam jak człowiek lasu. I благодарам. Ти благодарим и ние тебе, Софија, значи благодарам и на коментарите, меѓутоа и на преводите, за тоа што преводите се оние кои што и ни ветуваат едни на други дека имаме уште заеднички предизвици токму преку пресоздавањето на творештвото на Горан во другите јазици, а овдека станува збор за 7 јазици и 7 различни култури. Драго ми е што на годинава на курсот на втората зимска курсот по литература на втората зимска школа имавме и учесничка која што за прв пат е дел од школите на меѓународниот семинар, Ана Марија Цинеѓа Панзова од Унгарија, преведувачка. Ана Марија, какви се вашите читања и читување доживување на Горан Стефановски пред и по втората зимска школа, односно и пред и по вашето прво учество во школите на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, и како звучи Горан Стефановски на унгарски? Јас на летна школа еднаш се учествував пред 20 години. Треба да додам. Дека на курсот по литература вака за прв пат сега. Да. Многу ми се допадна целиот курс. Се радувам дека можев да се запознам со толку мили, симпатични луѓе, не само во групата, туку и во целата заедница. И навистина ми се прошири и знаењето и видиците на Горан Стефановски, на творештвото на Горан Стефановски. Порано го познавав површно, да речам,
во споредба со оно што сега знам за него и за неговите дела. Има тука многу за преведување, за превод. Мислам дека има доста материјал и суровина. И се надевам дека ќе преведам во иднина, еве од импресиите, а може би со време и од драмите или од други текстови. Благодарам и на организаторите, и на Иван, и на сите учесници тука во групата и на другите. Навистина беше убаво да се дружиме и се надевам дека ќе имаме и друга прилика за тоа. Сега ќе прочитам две импресии на унгарски јазик. Петтата impresszió. Már 10 órája várok rá, és ő még mindig nincs sehol. Ha tudnám, hogy eljön, egyáltalán nem várnám. És Szedmata. A pillanatnak azon töredékeiben, amikor elfog az érzés, hogy az élet mégiscsak szép, muszáj odafordulnom valakihez, és mondani neki valamit. Általában egy járók előtt kérdezek meg, mennyi az idő. Благодарим, Ана Марија. Јас искрено се надевам дека ова што го споменавте и овие преводи, значи дека навистина ќе бидат надградени со, како што споменавте ли, со другите импресии Горан Стефановски, дека ќе можеме еден ден да го имаме изданието на Горан Стефановски на унгарски јазик во раце и да го доживееме и како текст кој што живее во вашата култура. Јас би сакал инаку и да се заблагодарам, со нас сподели еден прекрасен текст на Мита Собиото, кој што е всушност во форма на драмски текст, меѓутоа го отсликува она кое што ние го имавме во овие изминати веќе 6 дена. На Мита би замолил доколку може вака и заеднички да го споделиме текстот и да го слушаме, затоа што и тоа е една убава креативна трага на нашата заедничка работа, меѓутоа со неговата завршница и најавува дека не запираме тука. Со задоволство. Консумирање конзервирани импресии. Лекторски вежби во 6 сцени. Ликови. Маестро Иван Антоновски. Хор. Валентина, Сонја, Марија, Ана, Марија, Кристина, Зофија и Војтех на Мита. Ликот кој го нема прв, Горан Стефановски. Ликот кој го нема втор, Весна Мојсова Чепишевска. Сите сцени, освен прелудиумот, се случуваат во Зум собата на маестро Иван од 24 до 29 јануари 2022 година. Прелудиум. Скопје, 19 август 2021 година. На сон добивам порака од Горан Стефановски. На Мита, те чекам во 5 во паркчето кај Општина Центар. Мојот привремен дом е во близина и во 5 до 5 излегувам. Ене го Горан, го гледам, се поздравуваме, ми вели, чекај, сега ќе дојде и Венко, па заедно ќе прошетаме. И еве го Венко Андоновски. Доаѓа со велосипед, целиот е испотен во комплетна велосипедска опрема. Го поздравувам, ми отпоздравува, здраво на Мита, ти во Скопје си? Се вртам пак кон Горан, но него веќе го нема, а на неговото место седи Драги Михајловски со баретка на главата. Почнуваме разговор за преводите, а по зборот словенечки слушам некој глас од зади кој ми вели: мене само што ми објавија расказ во превод на словенечки. Се вртам и ја гледам Оливера Николова. Да, велам, ви донесов хонорар од издавачот. Го вадам паричникот, ги вадам еврата, ги подавам на Оливера, а наместо неа таму стои Елизабета Баковска и ми вели:
Мене ми објавиле цела книга на словенечки. Па, одговарам и се будам. Попладнето ми се јавува Елена Пренџова со информација дека дента го поставиле споменикот на Горан Стефановски во Дебар Мало во паркчето кај општина Центар. И ми предлага да се најдеме таму во 5. Излегувам во 5 до 5 и ене ја Елена, а ене го и Горан си седи на својата клупа и не гледа. И кажувам на Елена за сонот. Ајде да почекаме, вели таа. Можеби ќе дојде и Венко со велосипед. Во тој миг пред споменикот застанува човек на велосипед. Ама не беше Венко, туку Гаро Тавитијан. 5 месеци подоцна. Прва сцена. Отворање на конзервата. Веројатно сум се уште под импресии од првата зимска школа за македонски јазик, литература и култура, што во раните утрински часови добивам необјасниво силна желба да станам од креветот, да се приклучам на Zoom и да почекам да почне втората. Ете, почнува. Предпазливо ги отвораме конзервираните импресии. Мириса убаво, свежо, за многумина од нас ново. Само Сонја се смешка. Таа веќе има каснато од нив, а дел од нив ги има сервирано и на словенечки гурмани. Втора сцена. Чернодрински се враќа дома, Горан патува. Дискутираме за сите видови идентитет, а над нас лебди духот на Чернодрински, додека ние го бараме во последната сцена од драмата со неговото име во насловот, но не и во списокот на ликовите. Горан го враќа дома, а самиот си заминува на друго место, на други места. Трета сцена. Импресии. Конзервирани импресии се нулта точка на творештвото на Горан Стефановски, вели Иван. Ги читаме, а потоа ги споделуваме своите импресии од импресиите на Горан. 5-та, 8-та, 39-та, 46-та, 1-та, 43-та, 42-та, 22-та, од ја чекал зашто знаел дека нема да дојде, до ладнокрвно ја убил пеперутката зашто не му дала да спие. Знаеме ли што сакал да ни каже? Ги препознаваме ли ироничните жаришта? Четврта сцена. За иронијата и за присуството на отсуството. Ликот кој го нема 2. Горане, тука си. Ликот кој го нема 1. Да, Весна, не сум тука. Не, тука сум. Петта сцена. Интерпункција и пораки. Ја плетеме приказната за нашата приказна во тенка, но издржлива мрежа, во која би можела да фатиме што повеќе пораки. Нив ги има уште во конзервираните импресии, ама некако придружени со прашалник. Се развиваат преку драмите со 3 точки, запирка, точка и кулминираат во раскошниот есеј беседа драма што го читаме денес со извичник. Нашата победа мора да биде во нашата победа. Шеста сцена. Отворен крај. Ете, например, денес ќе аплаудирам. Ем затоа што сакам на актерите да им е убаво, ем затоа што представата многу ми се допадна. Конзервираните импресии се консумирани, ама нам уште ни се јаде. Not the end. Благодариме на Мита, навистина едно исклучително креативно представување на она како изгледа вежбите и што и дел од она што до што дојдовме како заеднички заклучок, до кој што дојдовме како заеднички заклучок од заедничката работа, и се надевам дека особено завршницата not the end, и односно не е крај, е најубавата завршница што можеме да ја имаме на овој курс. Затоа што тоа значи дека продолжуваме понатаму да го читаме и читуваме Горан. И тука јас би сакал да ви се заблагодарам на сите, меѓутоа пред да искажам таа моја завршна дискусија, завршна реч,
ви ја поканил и професорката Весна Мојсова-Чепишевска да ни се обрати сигурно како некој кој што го водеше курсот години и години назад и има многу што да ни каже. Слушајќи ги нашите дискусии денес. Ти благодарам, Иван. Јас немам многу што да кажам, бидејќи навистина ми летна ова време, не знам како летна, ама очигледно дека направивте добра представа за да го представите сето она што ви се случуваше изминативе 6 дена во сите тие ваши заеднички 30 часа на читање и исчитување на Горан Стефановски. И затоа јас сега можеби најдобро да направам јас некоја конзервирана импресија, бидејќи сите направивте некој свој, преку преводите на Горан Стефановски на вашите јазици или преку некои ваши нови. Така што ете, и мојата нека биде некоја 102 импресија или можеби 103 која што ќе се надоврзе на она импресија на Валентина Седевчева и би гласала вака: околу мене предавства и убиства, палежи, колежи и сиромаштија, мака и смрт, неправда и лудило и самоубиства. А јас мирно седам и молчам и ве слушам. Ги слушам вашите конзервирани импресии, инспирирани од конзервираните импресии на Горан Стефановски. Ви благодарам. Благодарност и од мене, според реакциите кои што доаѓаат овде во разговорницата, како што го нарековме во овие денови, она што популарно на платформата Zoom се нарекува чат и така натаму. Навистина, морам да искажам големо задоволство од крајната точка до која што дојдовме, читајќи го и исчитувајќи го Горан Стефановски. Споделивме многу материјали, голем дел од нив прочитавме и исчитавме. Но не запираме тука. Споделувањето материјали ќе продолжи и понатаму. Остануваме тука едни за други и секако и сето она што понатаму ќе биде предмет на вашиот интерес за Горан и сето она кое што ќе почувствувате вие потреба дека треба да се дообјасни, да го преселиме и во една друга култура, ние ќе бидеме тука за да го споделиме со вас сето она што го имаме, што го знаеме, што го умееме. И ви благодарам што со вашите аналитички исчитувања, со вашите проникливи дискусии успеавте не само за вас и за групата, туку и за мене да отворите некои прашања и дилеми кои што ми открија и едни поинакви перспективи на читање и исчитување на творештвото на Горан Стефановски. Драго ми е што доаѓаме до ваква завршна точка која што, како што можевме и од вашите импресии да забележиме и уште еднаш да заклучиме, е само нов почеток, убав почеток. И благодарам.